Миниинвазивната хирургија представува промена на филозофијата на класичната хирургија, во која што, буквално кажано, се оноа што порано се изведувало преку големи разрези, а и филозофијата голем хирург, голем рез, е променето во смисло да се направи преку најмал возможен достап, при што и оштетувањето на организмот ќе биде најмало. Лапароскопската хирургија представува дел од тој концепт на минимално инвазивна хирургија, бидејќи минимално инвазивната хирургија не се однесува само на лапароскопија, него воопшто на поимањето на хирургијата, во која што и голем дел од класичните оперативни зафати се изведуваат по мини-инвазивен начин. Предностите, оние кои што се општо познати во јавноста, во светот и од ова искуство кое што до сега го имаат и докторите и пациентите, се следните. Класичното е дека има подобар козметски рез, што е козметски ефект, што е можда и најмалку важното. Тоа е хирургија која се изведува со најмалку болка, со најмалку крварење, хирургија која во постоперативниот период бара најмалку употреба на аналгетици, бидејќи болката нема, најмалку давање на крв и, особено важно во денешно време, брзо враќање кон секојдневниот живот, брзо враќање кон секојдневните задачи и работа. И тоа сигурно подразбира многу пократок болнички престој. Прашањето дали постојат ограничувања во изведувањето на интервенцијата е често поставувано прашање, нарочито таму каде што таа не е развиена во мера за да пациентите сами имаат сознанија. Значи, може да кажем дека ограничувањата се најчесто надвор од основната болест која што треба да ја третирате. Основен услов е обученост на екипата. Таа мора да биде безпрекорно обучена за да може рутински да изведе операцијата и да биде опремена со техника која што ќе даде најдобра визија, најдобар поглед и самото тоа и најголема безбедност на хирургот. И на пациентот. Најголема безбедност на пациентот, бидејќи безбедноста на пациентот при изведувањето на мини-инвазивните лапароскопските операции е секогаш нешто што е најважно. Со стекнување на искуство и со тоа што екипата има секојдневно поголемо искуство, не постои никакво ограничување или никаква поделба на тоа која операција може да се изведе по лапароскопски, која операција треба да се изведе по оној конвенционален тип на хирургија. Во тој дел е многу важно да се каже дека секоја операција може да се изведе, или дури и онаа која што нема да може да се заврши во определен период, нема разлог, нема причина да не се започне по лапароскопски пат. Значи, краткиот одговор на прашањето дали малигните заболувања може да се решаваат лапароскопски е апсолутно да. За голем дел од малигните заболувања, кои, например, да кажем, еклатантен пример, карциномот на дебелото црево, тоа е еден златен стандард при кој што денеска тоа е прва метода на избор за такви заболувања. Зашто покасно малигните заболувања стануваат предмет на лапароскопските методи и на мини-инвазивните, причината лежи единствено во тоа што денеска во светот за да преминете од еден тип на друг тип треба да имате доволно научни докази дека при тоа пациентот ќе добие најмалку иста или подобра перспектива ако се оперира на еден или на друг начин. Денеска сознанијата се сосема јасни дека во поглед на постигнувањето на долгорочните резултати нема никаква разлика и во многу нешта, а тука се испреплетени и други работи, како имунолошки одговори на телото на ваквиот начин на достап, резултатите кои се постигнуваат по лапароскопски пат имаат голема предност по однос на оние кои се постигнуваат при класичната хирургија. Не постои никаква разлика, ако постои разлика во резултатите, дали едните се подобри или другите се подобри, ако тоа го покажува хирургијата која што со векови се применува, сигурно дека никој не би дозволил да се изведува лапароскопска хирургија. Напротив, хируршките резултати, лапароскопските резултати покажуваат дека предноста во поглед на далекосежните резултати, предноста во поглед на непосредните постоперативни компликации, предноста во поглед на должината на третирањето и задоволството на пациентот, апсолутно се на страната на лапароскопскиот начин на третман на малигните заболувања.